Добро вечер, почитувани гледачи, во уште едно ново дебатно издание на информативниот магазин Клик Плюс на телевизија 21, секој четврток со мене Љубиша Цветковски. Македонија прослави 30 години од основањето на АРМ. Исто така стана и членка на НАТО алијансата 30-та поред. Вечерва имам задоволство да разговарам во дебатниот магазин Клик Плюс со началникот на генерал штабот на АРМ, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Генерале, добро вечер и добре дојдовте во Клик Плюс. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Задоволството е мое, бидејќи откако Македонија стана рамноправна членка на НАТО алијансата, ова е ваше прво појавување. Ќе имаме што многу да говориме за армијата, бидејќи безбедносниот чадор на НАТО и тоа како е важен, особено во овие бурни времиња. Вие во униформа сте од свој 14 години. Така што, навистина, имам пред себе, а и гледачите имаат вистински експерт кога станува збор за безбедносни прашања. Ќе се обидеме вечерва да дадеме одговор на многу теми кои се од општествено значење за сите нас, с оглед на фактот што украинската војна, војната во Украина, наметна нови правила на живење и ги гледаме и чувствуваме последиците што се случуваат тамо. Но вечерва ќе започнам со она што пред малку добивте информација, ви се јавија вашите од терен. АРМ, одредени делови од АРМ се вклучени во разни активности кои се од суштинско значење за функционирањето на државава. Ваши единици се во Тетовско, откако пред 3 дена возило излета во реката Вардар и се трага по возачот на возилото. Кои се првичните информации од терен, генерале? Можам да ви кажам дека во текот на денот армиските структури се вклучија интензивно во помош и потрага по исчезнатото лице, со една пешадиска чета околу 80 луѓе и еден нуркачки тим, секако со одобрение на врховниот командант и побарување од Центарот за управување со кризи и Министерството за одбрана. Интензивно денес се пребаруваше коритото и течението на реката Вардар. За жал, се уште неуспешно, но од утре наутро ќе продолжиме во потрага и секако ќе вклучиме дополнителни ресурси доколку има потреба за соодветно пронаоѓање на исчезнатото лице. Генерале, пред неколку дена вашето возило во кое бевте и вие во движење се запали. На територија на Република Косово се враќавте од Црна Гора. Што точно се случи? Како бомба одекна информацијата што ја соопшти од генерал штабот? Во текот на движењето од конференцијата на сојузниците од Јадранската повелба и Соединетите американски држави на ниво на началници на генерал штабови во Црна Гора, при враќање во непосредна близина на Приштина, во движење се запали возилото, меѓутоа за среќа со брза интервенција на обезбедувањето и придружбата брзо беше пожарот во возилото локализиран и немаше никакви повредени лица, ниту нешто значителна материјална штета, но секако имајќи во предвид дека се движевме по јавен пат и не би сакале апсолутно да го прикриваме ни случајот, меѓутоа настанот како настан се случи и навистина имаше соодветна реакција и на косовските сили, меѓутоа и на обезбедувањето и прочем го продолживме патувањето, но проценките велат дека... Во друго возило, што велат проценките и зошто настанал Проценките пожар? велат дека веројатно некоја инсталација во самото возило и краток спој е причината за пожарот кој се случил, но како што кажав, со брза реакција веднаш беше локализиран и немаше апсолутно никакви ни последици, ни голема материјална штета, меѓутоа секако должност ни е и обврска да известиме и јавноста и претпоставените дека таков настан се случил, но секако продолжуваме и понатаму. Да, бидејќи вие како началник на генерал штабот, ова ви е втор мандат, мандатот ви трае по 3 години.
Ова ви е втор мандат. Вие, врховниот командант или председателот на државата и министерот за одбрана имате безбедносни сертификати од највисок ранг. Така што ова го потенцирам, бидејќи во вечерашниот разговор со вас некои информации не ќе можете да ги споделите, што е нормално, но се почесто слушаме дека безбедносната криза може да биде нарушена. Каква во моментов е безбедносната ситуација во Македонија? Можам со полна одговорност да истакнам дека безбедносната состојба во нашата земја е потполно стабилна, мирна, апсолутно во моментот проценките и анализите кои се континуирана обврска и на безбедносните служби и на нас, вооружените сили, велат дека апсолутно нема никаква закана и опасност непосредна по загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Институциите се функционални, стабилни, едноставно состојбата континуирано се следи, во континуитет и координација сме со соодветните структури и служби за безбедност и во регионот, меѓутоа и во секој случај сега како членка на Алијансата со сите земји членки споделуваме информации, податоци и една константна заложба е мирот, стабилноста, безбедноста на сите граѓани. Во оваа прилика ја користам и можноста да истакнам да сите граѓани бидат максимално спокојни, релаксирани и фокусот како на сите во населението да го концентрираме на справување со економските предизвици и енергетските предизвици кои не очекуваат во периодот кој предстои, така да на тлото на нашата земја и во непосредно обкружување нема никакви безбедносни закани по нас. Зошто, генерале, секогаш се потенцира дека Западен Балкан е потенцијално жариште? Можам да истакнам дека веќе од распадот на поранешните југословенски републики тоа е една константа на отворени прашања во регионот и за жал се уште имаме особено две критични точки нерешливи се уште со севкупниот статус во регионот и интеграција во Европската унија и НАТО, како што се Косово и Босна и Херцеговина, и може да се истакне дека фокусот на развојот можен, непредвидлив и сите оние дејанија кои сме сите сведоци изминативе месеци, особено во Косово, можат да се истакне дека фокусот и приоритетот на стабилизација на регионот, особено е приоритетно фокусиран таму, но ние како земја членка сега и на НАТО, можем да истакнам во оваа прилика дека имаме и наши војници и состави и во Косово, и во Босна и Херцеговина. Едната е мисија раководена од НАТО, втората е мисија раководена од Европската унија, каде што приоритетно сме за поддршка на мирот и стабилноста на институциите и земјите, како што пред малку и да, кога веќе ги споменавме мисиите, во моментов актуелни се 3 мисии во кои учествува АРМ. Споменавте Босна и Херцеговина, Косово и Либан. Дали ќе остане АРМ на овие 3 мисии или можеби наши војници ќе одат и на други мисии? Можам да споделам дека, како што кажавте и вие, имаме и еден контингент кој е во моментов и во Латвија, во една од борбените групи, раководени од Канада. И во блиска иднина, верувам дека до крајот на годината, е веројатно можно зајакнување на уште со 2 други контингенти во непосредното соседство, како зајакнување на источното крило на НАТО алијансата во Бугарија и Романија. Секако, една од одлуките на НАТО самитот од Мадрид беше зајакнување на источното крило на НАТО, каде што ќе се формираат 4 борбени групи, војачи на отприлика баталионска борбена група, со можност за зајакнување и на бригадни понатаму во Унгарија, Словачка, Бугарија и Романија. Ние како земја секако имаме и одлука, имаме и придобивки од нашето членство, меѓутоа имаме и одговорности, така да како земја членка ќе учествуваме во зајакнувањето на источното крило во овие две членки на НАТО алијансата. Да се вратиме на она што е актуелно изминатиот период. Реално, првичните информации говореа дека руско-украинскиот конфликт, војна,
ќе заврши многу брзо. Но таа се одолговлечи. Деновиве слушаме информации, иако екс-канцеларката Ангела Меркел од повлекувањето на незината функција не ги коментира дневно-политичките случувања, но сепак искажа многу интересна реченица на конференцијата посветена на екс-канцеларот Хелмут Кол, која рече дека човек треба сериозно да ги свати заканите на Путин. Деновиве се употребува многу често и употреба на нуклеарно, на биолошко оружје. Што тоа во војничка смисла значи и како светот би се справил доколку такво нешто се случи? Во интерес на времето, ќе кажам дека и текот на војната е многу интензивен и непредвидлив. Од самиот почеток, всушност од 24 февруари, кога целокупната меѓународна заедница беше изненадена од агресијата и инвазијата практично на Русија кон самостојна и суверена земја, Украина, со ангажман од околу 150.000 сили, некаде околу 95 борбени групи. Секако првичните стратегиски цели кои ги имаја поставено не беа остварени и се случија одредени прегрупирања на силите и средствата, така да всушност после 200 дена практично интензивни борбени дејствија, значи може од војнички аспект да се заклучи дека во моментот и руските сили се во една стратегиска дефанзива, прегрупирање на силите, меѓутоа и одредени офанзивни операции кои ги изведуваат украинските сили за повраток на привремено завземените територии, каде што дел од украинскиот суверенитет за жал е нарушен од руската инвазија. Можеме да кажеме некаде околу 13 до 15% од источниот дел е привремено окупиран и всушност изминативе неколку дена, како што сме сите сведоци, 4 области веќе прогласуваат одредена нелегален референдум и можно припојување, за што веројатно се очекува одредени политички одлуки на државното раководство во Русија. Меѓутоа, ние како суверена земја од самиот почеток и во моментот директно и конкретно вистинската страна на поддршка и на осуда ја презедовме, што е голем државотворен капацитет и пристап на земјата. Секако самостојна и суверена држава нелегално, кршејќи ги сите меѓународни конвенции и повелби, изврши агресија врз една пријателски на нас земја, Украина, со која имаме континуирано блиски, пријателски и добри односи. Можам да истакнам дека и нашата всушност поддршка и политичка, и воена, и секаква изминатиот период е во вистинска насока. Но поконкретно ќе се навратам на ова што вие ме прашавте пред малку за евентуалниот можен развој и расплет во однос на нуклеарен контекст. Секако, јас можам за вашите гледачи исто така да истакнам дека доктрината која Русија ја има и ја разработено, но и истата најавува дека евентуално би ја применила, а таа е доколку било кој употреби нуклеарно оружје, би возвратиле со нуклеарно оружје, и второ нешто дека доколку било кој дел на интегритетот и суверенитет биде загрозен на руската територија, они се подготвени да употребат и тогаш нуклеарно оружје. Меѓутоа, зашто станува збор за нашите гледачи? Да, што само по себе представува нуклеарното оружје? Нуклеарното оружје представува оружје за масовно уништување, всушност нуклеарно, биолошко и хемиско. Биолошкото и хемиското оружје со сите конвенции е забрането за употреба, меѓутоа нуклеарното оружје, физионо и фузионо, со соодветни меѓународни договори е дефинирано да се намали и тотално да се исклучи. Меѓутоа, одредени земји членки, суперсили во светот, се уште го поседуваат. Јас можам да споделам, тоа се општо познати податоци, некаде околу 16.500 такви боеви нуклеарни глави поседуваат голем број на земји, како што е Русија, некаде околу 7.300, 7.500, Соединетите американски држави, исто приближна бројка, Обединетото кралство околу 300, Франција, Кина, Израел. Да, од историјата знаеме што се случи со тие боеви глави
Хирошима, Нагасаки, кога беа употребени во Втората светска војна, за жал. Токму така, значи првата нуклеарна бомба практично е на 12-14 август и втората употребена во Хирошима, Нагасаки, знаеме студенти американски држави од бомбардер Б-29, каде што околу 300.000 жртви се, но всушност суштината на нуклеарното оружје е оружје кое е неконвенционално, оружје кое за брзо време просторно нанесува големи загуби на жива сила, врши контаминација и страутни разорнувања. Секако развојот, расплетот дали некој евентуално би употребил тактичко вооружување со одредена моќност, тоа може да се не може да се предвиди, да се предпостави, меѓутоа факт е дека се поседува. Значи го имаат и е голема ризик и опасност, како што истакнате вие, во рацете на автократски лидер, кој е непредвидлив за денешнината, дали би можел, кога, како, едноставно секако закана и можност, опасност постои, но сепак да се надеваме дека разумот ќе предвладее, дека секој конфликт, војна и во конкретниот случај развој на состојбите во Украина ќе мора на крај секако мирно да се разреши тој конфликт или војна. Да, дотолку повеќе што и нуклеарната централа за Порожје е доведена и низиното работење и сигурност под знак прашалника. Знаеме што се случи 80-тите години со Чернобил и кои последици ги имаше и тука. Токму така, радиоактивното зрачење. Последиците можат да бидат големи и долгорочни. Затоа и фокусот на меѓународната заедница, сите соодветни агенции и институции се концентрирани и напори да се има контрола во развојот и расплетот на состојбата, особено како што истакнавте вие во еден регион каде што е можен еден развој непредвидлив расплет во околу нуклеарната централа, меѓутоа и како што истакнав, дали за евентуално тактичка употреба на нуклеарно оружје, каде што моќноста може да се каже дека со најмала моќност нуклеарно оружје од 1 килотон содржи некаде околу 1000 тони експлозив и препратни елементи, каде што огромни губитоци и последици по просторот и по жителите. Генерале, во јавноста кога се спомена дека АРМ ќе донира воена опрема на Украина, се излега многу информации поделени, реакции дека ќе осиромаши армијата. Во каква кондиција и колку донацијата од Македонија кон Украина во воено-техничка помош влијае на борбената активност на АРМ? Можам да кажам дека борбената готовност на армијата е на високо рамниште. Средствата и материјалите, вооружувањето кое беше донирано на Украина во неколку циклуси, воопшто не го наруши интензитетот на подготвеноста на вооружените сили и борбената готовност во целина. Секако, дел на средства кои беа донирани се од источно поттекло, всушност и препораките од Алијансата се да прогресивно во склад со нашите можности преминот од источна на западна платформа на системи, вооружувања, муниција и опрема. Генералштабот и Министерството има динамички и јасен план и стреми во таа насока. Можам да истакнам дека средствата за кои се дискутираше и во јавноста, практично беа и купени од соодветната земја за која зборуваме, Украина, во еден момент кога на оваа земја навистина и беа потребни тие средства тогаш, меѓутоа и тие беа и тогаш и користени и стари. Секако бевме и во ситуација, проценките и на Генералштабот беа соодветни, дали да воопшто се вршат ремонти и надградби на средства кои воопшто не ни се планирани согласно организацијско-формациската структура на армијата во иднина истите да ги поседуваме. А на нашите пријатели од Украина навистина во моментот и беа добре дојдени и така и пристапот на Генералштабот. Меѓутоа, пак од друга страна, соодветна компензација можам да истакнам пред јавноста дека од нашиот стратешки сојузник, Соединетите Американски држави, јас и првите разговори кои ги имав зимава во Пентагон,
но и подоцна во стратегискиот диалог што го имаше и владата, Министерката за одбрана, соодветна поддршка во делот на набавка на соодветни нови, софистицирани, интероперабилни, согласно стандардите на НАТО, кои ги имаме се некаде околу 40 милиони долари директна поддршка и помош во набавката на соодветните возила, Strikers и Joint Light Tactical Vehicles, значи интегрирани, напреднени варијанти на постоечките Humvee возила, со соодветна борбена ефикасност и моќ, приближно на донираните средства, но секако во циклусот 23-24 очекуваме соодветни оклопни транспортери, Strikers, кои се со значително подобри перформанси од постоечките кои ги дониравме на Украина. Одиме на делот НАТО и АРМ. Македонија е рамноправна членка, 30-та на НАТО алијансата. Безбедносен чадор кој многу значи и за безбедноста и за економскиот развој и напредок. Дали АРМ е подготвена да биде рамноправна земја членка во Сојузот на НАТО? Да, армијата е подготвена, армијата е веќе целосно интегрирана во системот и функционалноста на НАТО како воено-политички сојуз. Со гордост можам да истакнам дека сме респектабилна, кредибилна и почитувана членка на алијансата, која беспрекорно ги извршува своите задолженија и обврски како во земјата, така во регионот, така и во меѓународните операции, меѓутоа со соодветни преземања на чекори и мерки, континуитетот, подготовките, за првите започнетоци веќе од пред 18 години, долги години поминавме во чекалната, како што велите вие, 18 години партнерство за мир, така да бројни обуки, вежби, ангажирања, едукации на кадри, многу генерации изминативе, да не кажам 30 години, се вложија во постигнувањето и остварувањето на таа стратешка цел полноправното членство во НАТО. Како што кажав, значи, ние веќе од минатата година сме целосно интегрирани и функционираме како соодветна полноправна членка на Алијансата. Зошто, генерале, Македонија е толку атрактивна и геостратешки важна положба за НАТО алијансата? Видете, ние се наоѓаме во југоисточното крило на НАТО, на Балканот, каде што, како што истакнав пред малку, се уште одредени прашања во регионот не се целосно затворени. Имаме во нашето соседство 3 полноправни членки на НАТО, Албанија, Бугарија и Грција. Меѓутоа на северот имаме 2 соседи, Косово, за кои статусот е во фаза на дефинирање, разрешување со разрешување на одредени политички состојби и целосно затварање на статусот, но и Србија, како што знаете, членка, значи аспирант за Европската унија, меѓутоа со деклариран неутрален статус. Да, така да простор каде што и цивилизациите, и историјата, и многу процеси во минатото започнувале конфликти, кризи, војни, како што знаете, низ сите фази мир, криза, конфликт, војна, тоа е еден процес што може да оди и во динамика брза или спора. Во секој случај атрактивноста и фокусот, вниманието, не само сега, не во минатото, така и во иднина ќе биде во регионот, меѓутоа во секој случај треба да сме горди на нашето полноправно членство во НАТО и процесите каде што требаме да ги движиме за остварување на втората стратешка цел на земјата, полноправно членка во Европската унија. Да, за ЕУ веќе се почнати преговорите и се отвараат поглавијата. Ме интересира што се случува сега со Криволак. Бидејќи тој е еден од поголемите воени полигони, каде безмалку секојдневно се случуваат вежби и тоа во партнерство со Алијансата. Криволак е еден наш национален бренд на државата, каде што сите овие години наназад сериозни вложувања се прават и надградби со приоритети за создавање на соодветни високи стандарди и услови
за реализација на сите форми на практични обуки, вежби, гаѓања. Ние како членка на Алијансата, тренинг центарот Кривола го имаме понуден како регионална една можност за користење на сите членки на Алијансата во поширокото непосредно соседство на нашата земја. И можам да истакнам дека за 2 години од денес очекуваме да бидеме и домакини на распоредување на сили за брза интервенција во нашиот регион, така да не само за наши национални потреби, меѓутоа и за мултинационални ангажмани и активности, вложувањата ги продолжуваме како еден од врвните приоритети во армијата и министерството, согласно нашите проценки и приоритети. Членството во НАТО не е само привилегија, туку е обврска, но и финансиски. Колку и во каква кондиција е АРМ и Министерството за одбрана? Има ли доволно финансии за да одговори на потребите и стандардите на НАТО алијансата? Не секогаш сојузниците можат да помогнат. Можам да истакнам дека во моментот проекциите и динамиката во имплементацијата на буџетските проценки е дека до крајот на годината буџетот за одбраната во целина, значи тука се сите функции што ги има армијата, Министерството за одбрана, нашите ангажмани, значи како членка, 1,77 од бруто домашниот производ. Можам да истакнам доволен ли е тој процент, генерале? Чинам дека е сосема доволен и покрај тоа што одредени членки веќе забрзано стремат кон адаптација на нивните буџети, да посакуваниот 2% биде во текот на оваа или следната година, дури некои членки од 2 до 2,5 го имаат покачено. Меѓутоа сметам дека оваа земја има потреба и од приоритети и други институции во општеството да ги инфраструктурата, социјалните димензии, образованието, така да требаме како припадници на вооружените сили да бидеме солидарни со општеството, не да бидеме толку себични исклучиво за драстично подобрување на условите за живот, работа, стандард. Сосема доволни проекциите се и сметам дека крупни исчекори се прават и направени изминативе години во делот на подобрување на животниот стандард на вработените, во делот на опремата, меѓутоа таа динамика ќе продолжи во иднина. Јас можам да соопштам дека долгорочниот план за развој на одбраната во блиска иднина ќе биде финализиран во Министерството за одбрана, владата и собранието ќе го ратификува до крајот на оваа година. Се очекува некаде продолжетокот на модернизацијата со проекции околу 700 милиони евра за период до 10 години да биде во целост спроведен и сите цели кои ги имаме поставено како сега НАТО членка, во целост да ги оствариме. Согласно очекувањата, оваа година реализиравме оценување на батальон со сите највисоки стандарди, позитивно оценет. Минатата година тимови за специјални операции. Продолжуваме со тоа темпо во делот на вложувањата, обуката, подготовките, не само декларираните состави за НАТО водени операции, меѓутоа и за нас како армија, како вооружена сила, првенствено наменета за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата земја, да бидеме во целост подготвени соодветно да одговори согласно уставните надлежности на армијата. Да, АРМ како институција кај граѓаните според сите истражувања ужива најголем рейтинг. Како вие сте безмалку во униформа од она што можев да го видам за вас од своји 14 години. 30 години сте во служба на војската. За 2-2,5 години одите во пензија. Многу млад. Како ги гледате и како би ги сублимирале овие 30 години АРМ? И зошто граѓаните имаат најголема доверба во АРМ? Голема благодарност до граѓаните кои навистина во континуитет ни ја даваат таа поддршка. За нас тоа е дополнителна обврска и мотивација да продолжиме со истото темпо, со истиот пристап. Меѓутоа, професионализмот, извршувањето на работните задачи, етиката,
пристапот на вработените од самото формирање на вооружените сили, од осамостојувањето на земјата до денес, континуитетот во извршувањето на работните обврски е клучната причина каде што во една институција професионална се интегрирани сите граѓани, значи репрезенти во етнички контекст, во религијски контекст, во социјален, во една институција каде што има јасни принципи, хиерархија, субординација, пристап на извршувањето на задачите, лојалност кон земјата, патриотизам на соодветен начин, почитување на сите вредности и хиерархиски респекти на соодветен начин на сите институции, достоинствено, е институција која е препознаена од сите во општеството, е клучната причина зошто навистина граѓаните имаат навистина вистинска и голема доверба кон вооружените сили. Да, јас сум бил во Југословенската народна армија како војник, сум носел униформа и важело правилото 50 по правило на службата. Но некако деновиве безмалку многу често се употребува служење на воен рок, дезертирање, се употребува политизација, герила акција, колку политиката смее и може да влезе во војската. Јас можам да кажам дека армијата е институција која не може да биде имуна на сите овие општествени појави и дејанија во општеството, но е исклучително професионална институција во која политиката не е место, меѓутоа јас имам пристап исто таков дека припадниците на армијата не смеат и не треба се бават со политика. Значи, од една страна, политиката да не влија и делува внатре во функционалноста на армијата, меѓутоа пак исто така од втора страна и ние вработените, без оглед кои се, од најниското до највисокото хиерархиско скалило, воопшто не требат и не смеат да се бават со политика. Вие кажавте пред малку, значи ние за сите овие 30 години имавме континуитет, значи на регрутен контингент на војници од самото формирање од 15. април 1992 година. Имавме еден период комбиниран, за да во моментот имаме целокупен професионален состав на армијата. Така да, на еден дел од вашето прашање можам да го кажам, сепак е ова демократска земја, каде што секој има право и можност да го каже своето мислење, меѓутоа врз база на тоа што го кажавте вие, искуството и животното дејание, значи во сите овие 38 години како припадник во вооружените сили, сметам дека војската или армијата е големо школо, големо училиште, каде што се стекнуваат навики, каде што се учат вештини, каде што се изградува личноста. Не само јавниот, туку и приватниот сектор има ефекти и бенефит од можен евентуален регрутен контингент на војници. Јас кажав пред малку дека ние започнавме 90-тите години со регрутен контингент на војници. Еве ја користам оваа прилика малку да и го анимирам и да, факт е дека интересот за служба во АРМ постојано се зголемува. Од година во година се зголемува. Прашањето ми е следно, генерале. Дали може би, како генерал штаб и како прв човек на генерал штабот, се размислува за повторно воведување на воениот рок, служење, како што беше тоа пред 2004 година и во ЈНА? Дали има капацитети Македонија, државава, да воведе такво нешто и дали има политичка волја и расположение? Господин Љубиша, јас во вашава емисија можам да го кажам стручниот аспект на состојбите и визијата за наредната декада за развојот на вооружените сили, но секако ќе оставам простор и можност на јавноста, на експертите, дури и на политичките партии во периодот кој престои малку подетално да се зафатат со дискусија на оваа тема за која вие ме прашавте. Јас ќе го кажам мојот став личен, меѓутоа
секако има соодветна процедура, дали доколку се дојде еден ден до таа можна таква одлука, дали има потреба за воведување на воен рок, категорички ќе кажам да. Знам дека на одредена популација можеби ова не да биде популарна мерка, меѓутоа ќе ги образложам причините зошто. Да. Од професионален аспект, навистина има потреба од причина што, како што кажав, 3 месеци или 4 месеци служење на воен рок, доколку, еве, ќе кажам конкретен предлог, за машката популација се дефинира како обврска задолжителна, тоа не значи дека ние би можеле или би требале да започнеме со реализација на тоа идната година, може 1-2 години преодни, додека не се завземе дефинитивен конечен став во општеството, доколку законската регулатива не биде соодветно прилагодена 23-та, 24-та, хипотетички да започнеме со 25-та година. Меѓутоа, дури и женскиот пол, зошто да не во доброволен контекст, не како обврска, туку доброволно, но со соодветни бенефиции за можно вработување во безбедносните сили, дали во армијата, дали во полицијата, дали во одредени други општествени субјекти, како бенефит придобивка за служењето на воен рок од 3 месеци. Што ние би добиле сушто за тоа служење од можно, евентуално 3 месечно на задолжителен воен рок? Секако би ги подготвиле младите идни кадри до одредена возраст, околку еве 28-30 години биде дефинирана таа граница на години, би добиле оспособување на кадрите за било какви можни ангажирања во случај на пожари, земјотреси, поплави, би ги подготвиле за сите овие предмалку што ги споменав карактеристики на почитување на хиерархија, субординација, едностарешинство, помлад, постар, вештини кои сите вие повозрастните генерации сте ги стекнале додека служевте воен рок. Но и ние како земја требаме да водиме сметка, тоа е вистинското место каде што нас сите различности во општеството ни се спојуваат по етничка, религијска, културолошка, социјална димензија, каде што се здружуваат, се зближуваат, создаваат пријателства, создаваат дополнително респект и почит, ред и дисциплина, патриотско чувство кон својата татковина, кон својата земја. Но една димензија исто така која е многу битна. Ние во моментот активниот професионален состав го ангажираме за обуки, вежби, активности за НАТО водени операции и други ангажмани. Значи имаме сериозни издатоци. Секако дел на тие трошоци би ги намалиле. Секако би имале одредени трошоци. Меѓутоа, тој временски период на подготовка на условите за ефектуирање на оваа можна евентуална одлука, доколку сите политички општествени чинители ја донесат, армијата ќе биде подготвена да ја спроведе за некоја година. Но и да бидеме искрени дека ние имаме и резервна компонента на вооружените сили. Активната компонента е таа која сега функционира со професионален состав. Меѓутоа, ние имаме концепт на активна и на резервна сила, со речиси слична бројност на постоечката активна професионална компонента. Во каква кондиција е резервниот состав? Па можам да кажам дека резервниот состав во моментот ние веќе поприлично во старосна, зрела, поодмината доба и навистина ќе биде неопходно и потребно за некоја година постепено да вршиме соодветно подмладување на резервната компонента. А тоа би ни бил клучниот базен. На кој начин ако немаме задолжително? Токму така, тоа е едната од причините за кои сакам и во оваа емисија да истакнам навистина дека е неопходен соодветен, стручен, сериозен пристап на анализа на ова што го кажав предмалку, меѓутоа категорички тврдам дека има потреба, има можности, ќе има соодветни ефекти и не би требало тоа да биде брзо. Воопшто не е причината дека имаме било какви опасности, закани по безбедноста, по земјата, но за сите овие аспекти за кои кажав пред малку административни, резервната компонента и вештините кои би ги стекнувале, е едно добро можно решение. Генерале, што велат информациите и искуствата од НАТО земјите членки? Како кај нив или во каков процент е регулирано ова задолжително служење на воен рок? Можам да истакнам неколку примери во регионот. Еве, например, во Турција имаме задолжително служење на војниот рок до 50 години, каде што
служењето на војниот рок е 6 месеци. Во Грција имаме задолжително служење на војниот рок во траење од 12 и 9 месеци. Имаме задолжително служење на војниот рок во Австрија, во Швајцарија, во Финска, имаме во Норвешка, имаме во Израел. Сериозни членки во Алијансата веќе го разгледуваат тој модел, значи како што истакнав пред малку, не веднаш, меѓутоа во блиска иднина да направат соодветни адаптирања и прилагодувања на ангажманот на служење на војниот рок. Може би заслужува ова да се отвори сериозна дебата, а може би и вие како генерал штаб да размислувате во таа насока, па политичките субјекти и чинители да ги ставите во размислување. Како што кажавте ова и нека вие. биде и повод, може би. Токму така, јас ја користам ова прилика да дадам идеја, иницијатива за разговор. Тоа не значи дека одлуката треба да се донесе брзо и веднаш, меѓутоа оваа земја има навистина квалитетни експерти и искусни, меѓутоа и политичките чинители за многу прашања од делокругот на одбраната и безбедноста донесоа изминативе години одлуки со консенсус. Сметам доколку во периодот кој престои 23-24 година се операционализира институционално, соодветно законски низ собранието оваа одлука, армијата ќе направи соодветни преадаптирања и прилагодувања на буџетските и инфраструктурните предуслови да хипотетички 25-26 заживее. Може би имате ли разговарано и разменето мислења и со врховниот командант на вооружените сили на оваа тема? Видете, имаме разговарано, јас моето мислење, мојот став го имам споменато, меѓутоа ја користам оваа прилика, сепак е ова една тема за што заслужува внимание од поширок контекст на повеќе нивои. Аспект, како да, што меѓутоа секако јас воопшто немам и потреба ни намера да го тревожам населението и јавноста дека нешто екстремно неопходно, битно, приоритетно дека треба да се превземаат чекори, меѓутоа дека има можност да се разгледаат сите овие аспекти за кои зборував пред малку и како јас сум подготвен да ги образложам и да ги аргументирам на сите чинители во општеството. Факт е дека се зголемува интересот на младите лица во АРМА. На што конкретно ова се должи? Дали може би зачленувањето на Македонија во НАТО ги натера младата генерација, нели до 24 години имаат можност да ја одберат армијата како професија. Дали може би ова или подобрувањето на финансиите и на условите како што многумина го кажуваат тоа? Мислам дека има повеќе аспекти за враќање на атрактивноста на професијата. Секако еден е од условите и невработеноста, втор е мотивот, условите, стандардот, подобрувањето значително на животниот стандард на вработените во армијата, за кој јас како што истакнав премалку еден од клучните приоритети кога дојдов во 2018 година ги ветив и во сериозна насока се движиме да во целост бидат остварени. Секако зачленувањето, како што рековте вие, и во НАТО алијансата, можностите за едукација, за напредување во службата, во вооружените сили, рейтингот на институцијата за која споменавте пред малку, се аспекти кои даваат елементи на желба на младите момчиња и девојки да пристапат во вооружените сили. Зашто сме особено горди? Да, генерале, многу ретко, скоро и никогаш ве немам забележано на интервју, затоа задоволството, кажав и на почеток, е големо, дотолку повеќе и предизвикот. Да ве прашам, од свој 14 години облековте униформа, прво во Сараево, и веќе 38 години сте во служба на АРМА. Дали може би во некој момент се покаавте? Не дека се било идеално или лесно во кариерата од самите почетоци, како што истакнавте пред малку, не било лесно. Меѓутоа, секогаш се раководев од пристапот, не се откажува и никогаш, продолжи и стреми и остварија целта за која си се вложил
во минатото. Продолжи, но како што кажавте, почетоците беа од раната младост. Да, еве тука гледам сега што се, значи сте ги поминале сите скалила од командир на противтерористички вод, заменик командир на противтерористичка чета, па еве да не ги читам сите тие работи, па аѓутант кај председателот, па командант на Здружена оперативна команда, воен представник на постојаната мисија при НАТО и началник на Генерал-штабот, втор мандат. Пред одредено време добивте и високо признание од State Department-от. Зашто конкретно станува збор, бидејќи ретки се тие луѓе од регионов што го имаат тоа? Во текот на оваа година, во месец март, од високо воената образовна институција, каде што имам дипломирано на колежот на Соединетите Американски држави, добив највисоко признание, секако потврдено и одобрено од State Department-от и Пентагон, и сум првиот офицер после речиси 45 години од Југоисточна Европа во куќата на славните, или популарно нареченото Hall of Fame. Да, тука имаме режија и инсерти од самиот чин, па би сакал да ги погледнеме. Така да, тоа е со други зборови едно признание од моментот кога дипломирав на колежот во Соединетите Американски држави во 2002 година и досегашниот дводеценијски, значи 20 годишен труд, работа и посветеност на стратегиското сојузништво помеѓу нашата земја и Соединетите Американски држави, меѓутоа и во контекст на интеграцијата. Навистина голема чест за мене беше и почит да бидам навистина инаугуриран, прифатен од највисоките инстанции во Соединетите Американски држави и практично го сметам како и признание на нашата татковина, наш актуелен началник на Генералштабот да е дел од тоа друштво на дипломирани студенти во Соединетите Американски држави. Генерале, с оглед на фактот што имате високи признанија, поседувате три функции во државава, го имаат сертификатот за класифицирани информации од највисок степен, врховниот командант на вооружените сили, началникот на Генерал-штабот, на АРМ и Министерството за одбрана, Министерот за одбрана. Колку тоа прави обврска или тежина понекогаш да ги знаете сите тие информации само вие? Тоа е голема обврска, но и од аспект на чест и привилегија. Меѓутоа, секако и секогаш интересот државен, национален е приоритет во однос на споделувањето и вредностите кои со останатите членки, наши сојузници во НАТО ги имаме во континуитет, е нешто што навистина е и дополнителна обврска, меѓутоа е навистина големо признание и чест. Но, како што кажавте и вие, сепак членството во највисокиот војно-политички сојуз, најмокен на денешнината, не е само бенефит и привилегија, меѓутоа е и обврска и одговорност. Не е само вооружените сили, туку нашата земја, нашата татковина е дел од тој војно-политички сојуз, сојуз на почит на демократски вредности, на почитување на човековите права и сојуз кој навистина е историски најмокен, значи од самото формирање, меѓутоа на нас, денешните генерации, е и обврска да продолжиме да го развиваме. За каков тип на информации станува збор? Оние што се под превезот на највисоко класифицирани тајни? Видете, можам да кажам дека и во нашата земја, значи имаме нивои на класификација на информации национални, од интерно доверливо, строго доверливо и државна тајна. Значи ова е еден контекст на НАТО класифицирани сертификати, позиции, каде што
не само лицата за кои споменавте, туку има и бројни други авторитети во државата, поседуваат соодветни сертификати, високи, највисоки, каде што... Имаше и различна полемика во јавноста дека некои одредени личности не го добиле тој сертификат или не исполнуваат услови за да го имаат тој сертификат. Не би можел на тоа прашање да ви одговорам, ги немам сите податоци и не би сакал да шпекулирам со непотврдени и неточни информации, меѓутоа можам да истакнам дека нивото за стекнување на НАТО безбедносен класифициран сертификат е дополнително построг од нашите национални, каде што сите процедури на соодветните служби во општеството, Агенцијата за национална безбедност, Војната служба за безбедност и разузнавање, Агенцијата за разузнавање, дирекцијата се најдиректно, најнепосредно инволвирани, меѓутоа овдека имаме една ситуација каде што соодветни НАТО тимови вршат анализи, согледувања, проценки, но всушност и соодветна контрибуција во можното издавање или не издавање имаат и 30 членки на клубот во Алијансата. Така да, навистина строги, конкретни, прецизни процедури за соодветно стекнување со таков НАТО сертификат. Меѓутоа, нивото на класифицираност навистина се на соодветен начин заштитени и споделувањето со информации е навистина многу ригорозна и е многу соодветно регулирана и прецизно е неопходно да се секој придржува на соодветен начин. Генерале, вие сте втор мандат началник на Генералштабот. 2025 година напуштате служба од АРМ, бидејќи имате бенефициран стаж. Прашањето ми е што по завршувањето или соблекувањето на униформата што ја носите. Сте размислувале ли во таа насока? Се уште немам размислувано ни донесено конкретни одлуки што понатаму, што по 25-та година, меѓутоа како што сум започнал во раната младост, така сакам на најпрофесионален можен начин и најдобар да ја завршам мојата кариера во професионален контекст во армијата, а по завршувањето на војната кариера да сме живи и здрави. Ќе видиме во која насока ќе ги движиме. Ова ве прашувам бидејќи во земјите од регионот, па и во Пентагон, генерали се на високи државни позиции. Еве пример само председателот на Албанија, актуелниот, е поранешен началник на Генералштабот на Албанија. Видете, а сега е председател на држава. Сепак е прашањето конкретно и ќе одговорам конкретно. Како што истакнав и пред малку, би бил некоректен кон самиот себе си и контрадикторен, доколку сега како актуелен началник на Генералштабот јас се бавам со политика или политиката со мене, како што истакнав, без било какво членување на политичка партија, максимално од најраната младост професионално стигнав до врвот на хиерархијата и сакам на таков достоинствен професионален начин да ја завршам војната кариера. А што по завршувањето на кариерата, имајќи ги во предвид сите нешто што ги кажавте вие, искуството, вештините, годините, младоста, еден друг временски период по 25-та година, меѓутоа во која насока, дали во приватниот сектор, дали во некои општествени други организации, институции, меѓународни или било кои насоки ќе се делува од моја страна, ќе одлучам тогаш кога ќе дојде истинското време. Бидејќи не попусто вела дека петата деценија од животот е можеби најпродуктивната и онака зрело да зачекорите вистински во животот и да ги уживате придобивките од претходно сработеното. Генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, началник на Генералштабот на АРМ, на моја огромно задоволство беше гостин во вечерашно издание на Клик Плюс. Се надевам, генерале, дека не откривме многу класифицирани тајни, бидејќи имате сертификат за тоа. Се чувствувавте пријатно и ви посакувам добро здравие и успешно реализирање на активностите што ги има АРМ. Благодарам, поздрав до гледачите. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и ве оставам со добра мисла и во добро здравје.